Огледалото Козирев. Невероятен изум. Студијата на достапна документација на огледалото Козирев открива дека нашето знаење за вистинските својства на нашиот универзум е во најдобар случај рудиментарно. Да почнеме од почеток. Рускиот астроном Николај Александрович Козирев ја разви теоријата на огледало под наводници. Патент број РУ 2122446. Неговото истражување овозможува сеопфатно разбирање на енергијата, материјата, времето и свеста. Од 1990 година експериментите на Козирев ги продолжија руските биофизичари Александар Трофимов и Влаил Казначев. Од конструкцијата Мирор тие развија апарат кој сега се нарекува огледало Козирев. Оригиналниот изум на Козирев може да се опише како револуционарен. Огледалото Козирев е комара направена од алуминиум со одредена геометрија. Таквата комара делува како заштитна просторија. Според наводите на Козирев, алуминиумот е особено погоден за заштита на гравитационото поле на Земјата и други електромагнетни полиња. Во исто време, енергијата внатре е фокусирана со искривување на површината. Постои компресија на времето. Овој аранжман може да обезбеди пристап до информацијско поле на универзумот. Пронаводјачот и развивач на системите Тайм Вајвер го опишува вака. Локалните временски бранови во огледалото се кратки споени, така што останува само влијанието на глобалниот временски бран. Глобалниот временски бран ги поврзува сите живи суштества и физички процеси едни со други. Од тогаш многу мисловни експерименти се одржаа во Новосибирск, Цирих и Берлин. Бројни други експерименти, например со живи клетки, растенија и растителни семења, исто така документираат извонредни резултати под влијание на огледалото Козирев. Истражување. Се вршат бројни испитувања и истражувања со комори во кои дури и човек може да лежи или да седи. Луѓето известуваат дека во комората владее апсолутна смиреност и чувство дека повеќе не се од овој свет. Многу од овие лица доживуваат големо проширување на свеста во комората. Огледалото Козирев е алуминиумски цилиндар кој поради специфичните димензии и завршната површина и поставеноста може да отвори внатрешен простор или временски канал. Ова тврдење е потврдено од научната теорија на еден од големите астрофизичари на минатиот век, Николај Козирев. Можете ли да испраќате пораки во минатото? Пренос на информации низ временски бранови. Експериментот спроведен од руски истражувачи во тимот предводен од Казначеев и Трофимов во 1990-тите има интересни резултати. Надоврзувајќи се на наводите на Козирев, тие конструирале алуминиумски цилиндар кој го штити испитаникот од околното поле на зрачење со временски бранови. Според Козирев, гранитот и алуминиумот се најдобрите материјали за ова, бидејќи степенот на рефлексија на зрачењето со временски бранови е 100%, додека сите други познати материјали рефлектираат помал дел од зрачењето. На овој начин, на централната оска на таквото огледало, Козирев се создава поле со густина на компримиран временски флукс. Овој кондензиран временски континуум е поврзан со сите други локации во универзумот, овозможувајќи директен пренос на информации помеѓу тие локации, без оглед на растојанието. Се отвора информативен канал, така да се каже помеѓу централниот временски континуум во огледалото Козирев и сите други места во универзумот. Брановите по локално време во алуминиумското огледало се со краток спој, така да се каже, така што останува само влијанието на глобалните временски бранови. Глобалниот временски бран ги поврзува сите живи
суштества и сите физички процеси едни со други. На овој начин треба да им се овозможи на луѓето во огледалото Козирев ментално да примаат информации од други области на земјата и универзумот и ментално да испраќаат информации. За да можат други луѓе да ги добиваат овие информации, најдобро е и тие да бидат во место со густина на кондензиран временски тек. Идеално, тие исто така се наоѓаат во центарот на таквото огледало Козирев. Затоа во експериментот што Казначеев и Трофимов го спроведоа во 1990 година, беа користени две огледала Козирев, поставени на повеќе од 3000 км оддалеченост. Тие поставија различни испитаници во двете огледала, чија задача беше да испраќаат и примаат символи од едно место до друго на чисто телепатски начин. Во експериментот, еден по случаен избор одбран графички символ од базата на податоци од околу 100 графички символи беше избран од компјутер и покажан на испитувачкото лице во огледалото Козирев. Оваа личност потоа доби задача телепатски да го пренесе тој символ на испитаникот во второто огледало Козирев. Примениот и пренесениот символ подоцна беа споредувани едни со други, поради нивната сличност. Всушност, стапката на успех на правилно пренесените символи се зголеми многукратно со ставање на испитаниците во таквите огледала Козирев, дури и без погодна за пренос на ментална слика. Сепак истите луѓе може да го пренесат преносот со многукратно зголемена ефективност која ќе се стават во таквите огледала Козирев. Точната ефективност на ваквото поврзување на двете огледала Козирев зависи од магнетните својства на местата каде што се поставени огледалата и исто така е чувствително под влијание на времето на пренос. Особено високи стапки на пренос беа постигнати во моменти на зголемени магнетни аномалии во магнетното поле на Земјата. Нашата компанија разви и развива производи во кои се вградени и огледала Козирев. Преку ефектот на овој апарат воспоставуваме врска со контролното поле на животот. Ова контролно поле на животот е во просторот на свеста. Најдовме технички начин да испратиме информации таму преку огледалото Козирев и да добиваме информации за враќање со друго огледало. Временска шема како информативна матрица на универзумот. Според Козирев, сите физички и ментални процеси во универзумот оставаат своји траги во временскиот образец. Затоа представува еден вид космичко информацијско поле од холографска природа. Сите информации се присутни во целиот универзум во исто време. На овој начин, на информациите не само што не им треба време за да стигнат од едно до друго место, туку под одредени околности, поради рефлексија на временскиот бран, може дури и да стигне до примачот пред испраќачот да ја испрати. На овој начин, самиот Козирев можел да направи слика на галаксијата Андромеда како што ќе изгледа за 2 милиони години од сега. Додека Казначеев телепатски испраќал символи во минатото користејќи ги огледалата на Козирев. Лицето кое влегува во центарот на таквото огледало Козирев не само што доживува зголемување на неговите телепатски способности, туку и драматично влијание и промена во неговата свест. Во експериментите од 1991 година, спроведени од 47 испитаници, биле прашани за нивните искуства, откако поминале 10 минути во таквото огледало. Следниве описи се случија најчесто во вкупно од 228 10-минутни престои во огледалото на Козирев. Чувство на летање 88,2%. Патување во Вселената 85,1%. Примање символични информации 82%. Наблюдување на вонземски суштества 80,3%. Чувство за ротација на телото 78,1%. Гледање НЛО 75,4%. Перцепција на вонземски градби 70,2%.
перцепција на надворешен наблюдувач 68%, телепатски контакти 55,7%, перцепција на епизоди од минатиот живот 40,4%, страв 34,2%, наблюдување на историски настани со етнографски детали 30,3%, промени на личноста 30,3%. Резултатите се неверојатни, понекогаш и застрашувачки, за тоа колку моќен може да биде овој уред. За физичарите, разликата помеѓу вчера, денес и утре не е повеќе илузија.